Денеска во сообраќај се пушта значајен објект за Теквешијата, за општина Кавадарци и за Македонија. Би рекол со оглед на тоа што е ова битен пат за планинскиот дел на Македонија. Денес е убав ден за Теквешијата, како што рековте, бидејќи се пушта 3 моста, а не еден. Овој мост, кога прашав минатиот пат, ми рекоа не знаеме колку коли од стариот мост имаме извадено од реката доле, е постар од 30-40 години. Еве го новиот мост, завршен, направен со сите правила и прописи така како што треба. Благодарност до општината, до градоначалникот, што инфраструктурно не пратеа, за да биде сликата уште поубава, за граѓаните да бидат уште позадоволни. Им посакувам уште многу вакви проекти на Кавадарци, на Теквешијата, па и на цела држава, за да, иначе да ви кажам информација дека овој прв мост, нов, изграден, после 30 години во нашата држава. Во меѓувреме, заврши рехабилитацијата, голема реконструкција на 2 моста на Вардар, кај Пепелишта, и на Железничка, и на Вардар, и тој е пуштен така да е навистина убаво чувството денес да се дел од Теквешијата. Им посакувам се неово на граѓаните од Теквешијата да ги користат и дека им е со среќа. Значењето на овој мост, градоначалник? Така, ние како кавадарчани, поготово тука во село Вача, знаеме кој е значењето на овој мост. Значи, ова е долго очекуван и посакуван проект за општина Кавадарци, за село Вача. Мостот кој што беше стар повеќе од 40-50 години, беше во катастрофална состојба, во многу лоша позиција поставен. Според анализите кои што ги имавме годишно над 10 до 15 собрачајки, негде и со потешки телесни повреди, па и со немили настани од поголеми размери. Така да на барење на општина Кавадарци, во слух со Агенција за патишта и владата на нашата држава, успеавме да изготвиме заедничко решение, односно Агенцијата за патишта да го финансира во комплет овој мост, кој што е изграден тука некаде околу 500.000 евра. Општина Кавадарци е преблагодарна, еве и на господинот Китанов како директор на агенцијата. Ако ништо друго, во овој дел ќе биде запамтен како еден од директорите кои што успеа да направи во општина Кавадарци мост, за тоа што и самиот тој кажа дека мостовите не се секојдневна работа, тешко се градат, тешко се одобруваат. Така да ќе бидеме запамтени по овој мост кој што ќе биде во големо значење за фреквенцијата и движењето на луѓето. Тука знаете дека на овој дел претежно се движат тешки товарни возила од шумско стопанство, од фирмите кои што гравитираат на кај Кожув планина, а нормално со новата изградба на граничниот премен Пулјевац, овој мост ќе биде во функција комплетно. Така да инвестицијата е на право место, во право време. Уште еднаш благодарност и нека е со среќа да се служи за убаво. Само да надополнам една благодарност до изведувачот Жикол, надзор од Евроконсалтинг. Во Кавадарци ова година завршивме доста проекти, влезови, патишта од Росоман, продолжуваме и наредната година. Значи, цела држава се рехабилитира, се реконструира. Ова година јавното претпријатие за државни патишта ги струши сите рекорди од кога постои. За една година близу 500 километри рехабилитирани патишта.